16 март 2026. Денес се навршува една година откако во Кочани завладеа огромна тишина. Тишина која беше непријатна и потешка и побучна од секој глас. 63 млади животи од Кочани го загубија животот по пожарот кој се случи во дискотеката Пулс. 63 семејства останаа без некој сопствен близок, а цела Македонија зафати голема тага и болка. Болка кој понатаму ја чувствуваме. Колку и да се обидуваме да заборавиме, колку и да се обидуваме да почнеме да живееме однова. Таа постојано не притиска во секој момент кога ќе се пресетиме на овој тежок ден. Еден од најтешките денови во нашата историја. Да се живее со загубата и болката во Кочани после големата трагедија беше тешко, а ситуацијата денес е можеби уште потешка. По големиот шок кој помина, голем дел од граѓаните допрва стануваат свесни за големата загуба, а во меѓувреме се појавија и нови жртви од несреќата. Јас мислам дека во овој момент во Кочани скоро и да нема човек кој што би можел да каже дека не е засегнат од оваа ситуација. Некои се блиску до жариштето, односно тоа се тие прв ред на кои доживеале загуба во самото семејство и пред се ова е екстремно тешка ситуација за цело Кочани. И мислам дека тука се и пријатели, и роднини, и другари, и соседи, секако да не ја обезвредниме загубата на оние кои што ги загубиле, и тоа загубија 62, односно сега веќе 63 млади животи. Тоа е цела една генерација на млади луѓе која што е загубена. И уз нив оние сите кои што ја чувствуваат таа загуба. По трагичниот настан во Кочани, група на психолози самоиницијативно или како дел од некој поголем психолошки центар започна со бесплатна психолошка подршка која им беше пружена на сите засегнати од трагедијата. Преку разговор со сите оние кои го преживеале трагичниот настан или загубиле некој близок. Овие психолошки сеанси има придонес во постепеното намалување на чувството на изолација кај погодените семејства и создавање на безбеден простор за споделување на тагата и болката. Од психолошкиот центар Алтернатива, кои беа најактивни со сеанси на лице место, вела дека и покрај тоа што фатиле 110 луѓе во рамки на нивниот простор за подршка, треба и понатаму да се работи на справување со колективната траума. И по завршување на групните терапии кои тие ги спроведуваа во голем број, да се разговара и да се споделува искуството, да се разговара за чувствата и емоциите и да знаеме дека сме им потребни и на другите луѓе околу нас. Да можат да ги споделат своите тешкоти, своите дилеми, да ја споделат болката која што е огромна, да разговараат за својата тага, да можат да разговараат евентуално и за некои идни можности кои што ги чекаат како живи луѓе, нели? И при тоа да ни стаа групно споделување и споделување првенствено на тагата, болката, па ако сакате и лутината, затоа што има и многу лутина во кај граѓаните, да можеме да евентуално најдеме некакви заеднички одговори како да тие и кога ќе излезат од нашите групи да ги збогатиме нивниот репертоар на вештини и на начини како да се справуваат за да можат да продолжат да функционираат. Заради тоа што во еден период време се случи да што и ние го знаеме кога беше шокот, кога беше онаа рана фаза, луѓето буквално беа парализирани. Сега е време кога ќе треба полека да се вратат во живот со најголем почит за она што им се случи и со најголемо разбирање и емпатичност за нивната загуба. Работата на психолозите на терен покажа дека процесот на заздравување по ваква трагедија е долг и комплексен, но дека стручната и континуирана подршка значително помага луѓето да научат како да живеат со загубата, а да не заборават или да останат сами со неа. Поврзувањето на луѓето во заедница и развојот на меѓусебната подршка е од исклучително значење и денес, по завршувањето на групните терапии, бидејќи само така се подигнува свеста за важноста на менталното здравје за кое треба да се грижиме и понатаму да го чуваме.